Знаењето е сила, знаењето е моќ, беше слоганот на една бивша кампања, а токму ова и причината поради која на еден од обвинетите во империја му е доделен пасош со ограничено време траење. И тоа без знаење на СЈО. Според барањето на неговите адвокати, тој покрај неодложните службени патувања требало да оди и на дополнителна и задолжителна едукација. Стипендијата овој бизнисмен ја добил од страна на Основниот кривичен суд во Скопје. По ова младиот стипендист решил студиите да ги продолжи во Келн. СЈО за ова дознале од телевизија, при што го забележале на церемонијата на доделување на дипломи. Тие, иако се горди на неговиот одличен успех, сметаат дека не е во ред што не биле поканети на неговата постдипломска прослава. По ова се очекува и голем дел од обвинетите на СЈО да аплицираат за стипендија за студии во странство, а Никола Груевски изјави дека тој е таму преку програма за размена на студенти и се надеваат дека ќе се врати кога ќе му заврши семестарот тука да го пренесе неговото знаење.